Почитувани, ви благодариме за присуството и покрај врнежливиот ден, сепак сме во голем број овде присутни, за нас значајни, секој еден кој што сака да не слушне, ни представува големо задоволство и радост. Најнапред, ова ќе биде едно представување на пошироката продукција на изданијата на Битолскиот книжевен круг, а во потесен облик би се представиле ние четворица како автори. Понатака, секој од вас може да си земе од која книга сака од тука, ние ги оставаме за вас за гевгеличење. Најнапред би сакал да почнам со Петре Димовски, член на Друштвото на писателите на Македонија, потоа со Зоран Пејковски, исто така член на ДПМ и член на Битолскиот книжевен круг, со мене Михајло Свидерски и со дамата Елизавета Јончиќ. Може, Стефан, да едно обраќање директорот на библиотеката за отворањето на овој настан. Почитувани гости, ценети автори, членови на Битолскиот книжевен круг. Дозволете ми да изразам благодарност до четворицата членови на Битолскиот книжевен круг, кои начело со председателот Зоран Пејковски, но и уште други двајца претходни председатели, Елизабета Јончик и Петре Димовски, како и современиот млад македонски писател Михајло Свидерски, и покрај денешните временски услови успеа да се тука со нас. Колку за информација за оние од нас кои не се запознаени со работата на друштвото. Друштвото на писатели Битолски книжевен круг е писателска асоциација со седиште во Битола, регистрирана во 2006 година. Основачи биле писатели кои живеат на подрачјето на општина Битола. Друштвото од 2001 година го објавува списанието за книжевност, уметност и култура Раст, а од 2011 година ја организира меѓународната манифестација Битолски книжевни паметења. Во оваа прилика ќе ги прочитам само основните цели и задачи на друштвото на писатели Битолски книжевен круг, кои се објавени и на официјалниот веб портал. Да действува врз база на афинитетот и жанровската припадност во афирмација на литературното творештво и неговиот развој. Да остварува и развива соработка со ограноци и други писателски асоциации. Да го стимулира уметничкото творештво на подрачјето на општина Битола, да ги поттикнува и стимулира литературните творци на теми значајни за ова подрачје, да врши поширока презентација на творештвото, да развива соработка со институциите од областа на литературата, културата и науката, да организира литературни средби и предавања од областа на литературата, да инициира и организира промоции на нови книги, да издава своји изданија и литературни дела, да доделува награди и признанија и да соработува со образовните институции да го поттикнува литературното творештво. Значи, Битолскиот книжевен круг действува како една книжевна заедница која накратко ги поврзува приказнувачите од Битол и Битолскиот крај. И во таа смисла, преку секоја приказна, која може да се содржи не само во роман, туку и во песна, во расказ, во драма и така натаму, секоја приказна што произлегува од авторите кои се членови на Битолскиот книжевен круг, се продолжува на овој начин, нели, и континуитетот на културната традиција и нематеријалното културно наследство кое го наоѓа својот одраз токму преку пишаниот збор. Приказнувањето во македонската традиција извира не само од индивидуата, нејзините светогледи, стремежи и капацитети, туку и од шепотот, болката, борбата или славењето на нашите предци, низ сите состојби и обстојби кои ги одбележуваат нивните животни приказни. И токму во континуитетот од преплетувањето на животните приказни, кои на еден или друг начин се врзуваат, извираат, понираат, истекуваат или пак се влеваат во книжевните приказни, ја согледуваме и потребата за духовна и креативна размена помеѓу авторите,
а писателските асоциации и издруженија може да одиграат корисна и многу важна улога во тоа преплетување. За овие животни, духовни и креативни преплетувања ќе им оставам простор за излагање на овде присутните членови на Битолскиот книжевен круг. И како крај на ова моје кратко интро, само би изразил дека ми е повеќе од драго што ете оваа наша важна, динамична, енергична асоциација одбележува 17 години од своето постоење како таква и ви посакувам уште многу години, многу пати по толку години, успешно, инспирирано и сплотено функционирање. Да се видиме повторно на некој наредно ваше гостување. Јас кратко инфо би дал за сите присутни овде, а потоа секој од нас би прочитал по една творба, за да се осети сенсот на она што го твориме. Петре Димовски, роден 1946 година во Брод Битолско, дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје во 1975 година. Автор е на 18 романи, 7 драми, монодрами и 4 книги во негов превод од англиски јазик. Неодамна славеше и 50 години јубилеј на литературното творештво во 2021 година. Неговите книги, раскази се преведени на англиски, бугарски и турски, додека поединечни раскази се преведувани на англиски, албански, босански, бугарски, германски, руски, романски и други јазици. За своето книжевно творештво добил високи награди и признанија, меѓу кои престижната награда Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија, Иванчо Николевски за проза и за проза за деца, нели? Да. На Фондот на култура при Министерството на култура на Украина, Живко Чинго на општина Охрид, 4-то ноемвриска награда за животно дело во Битола, како и прва и втора награда на Бит Мисирков. Сите овие значени награди кои го градат авторот, нели, познат како прозаист пред се, јас така ве познавам, кој се открива како преведувач и како драмски автор. Понатаму Елизабета Јончиќ, писателка од Битола, родена 76 година, дипломира и магистрира на Педагошкиот факултет на Универзитетот во Битола на катедрата за македонски јазик и книжевност. Основач и председател е на културно-иновативниот клуб во Новаци. Автор е на книгите поезија Гола кожа и одблесок, Лулки од стремеш, Срце од сонце, на пиесата за деца предновогодишна шумска случка, како и на пиесите за возрастни, Погледни се во огледалото, Бомби во светот на бајките, само уште нешто, книжевни критики, книжевен зборопис 2020 година. Со своји литературни творби е присутна во повеќе списанија, книжевни зборници и журнали во земја и во странство. Член е на редакцијата на списанието Раст и современи дијалози на Македонското научно друштво. Иницијатор и координатор е на првото културно лето Новаци во 2013 година, исто така една културно-книжевна манифестација. Учествувала во поттикнување на развојот на неформалното образование на младите, значи работи со млади, ги поттикнува на креативно читање, креативно пишување и така натаму. Лево од мене е Зоран Пејковски, пред се драмски автор, писател, драматург, поет, сценарист, прозаист, публицист, театролог и единствен натуралист во македонската литература. Доцент е во областа на драматургијата на Универзитетот Европа Прима во Скопје. Авторот на над 22 драмски дела, 4 сценско-драмски рецитали, 24 збирки песни, 1 роман, 1 препев и 4 научно-истражувачки книги. Честитки. Член на Друштвото на писателите на Македонија и е почесен амбасадор на мирот од 2017 година. Во 2018 година се стекнува со титулата академик
А во 2019 се стекнува со титулата Европски писател на поезијата и уметноста, што ја доделува номинацијата на номинацијската комора на награди од Брисел. Добитник е на повеќе награди и признание. Да се представам себе си, Михајло Свидерски, роден во Битола, поет, романсиер, преведувач, автор на збирките ни Сонот од магли и дождови, Звезди што спијат, Граници. За романот Бело и црвено ја добива наградата Новите за најдобар дебитантски прозен ракопис. Во 2019 година го објавува романот Последните денови на Ханс, номиниран за наградата на литература на Европската Унија. Учествувал на повеќе поетски фестивали и читања, застапен е во домашни и странски книжевни списани и антологии. Неговата поезија е преведувана на англиски, руски, чешки, бугарски, српски, баскиски и албански. Член на Друштвото на писателите на Македонија. На нас е посебно задоволство што ќе можеме ова вечер да бидеме тука и да настапуваме заедно. Јас сум Вилијам, ова е Ѓорги, да. Така да, после толку време, да ви кажам, искрено се осеќам доста возбуден кога настапувам во мојот крај. И тоа е една од моите најголеми желби. Така да, посебно за нашите гости, денес ќе започнеме со една посебна песна. Очигледно ми веќе знаете која. Знам и која пееме. Може ли е хора да биде, да? Секој. Thank
треба. Топол пречека. Беше Не знаевме. Само дали знаете зборовите. Нешто знаеме. Нешто, да. Ни ноти, ни зборови, се Али малко ова сме е добра песна. Нека опатување, добра песна. Добра е песна. Петре Димовски е еден најстарите членови кај нас, највозрастните. Тој е од формирачите на Битолскиот книжевен круг и председател. првиот председател на Битолскиот книжевен круг. По вокација сум прозаист. Ама во средно училиште, тоа пред 60 кусур години, пишував песни. Во 2 години во тој период работев во полето меѓу Гевгелија и Богданци и една песна пронајдов и ја имав напишано кај селото Фурка. Па таа песна ќе ја прочитам. Тука, по оваа црвена земја, се раѓаат боговите на песната. Тие се деца на воини, на мајстори на вајано дрво, во букови вретена, сукала, кавалчиња што ја крадат песната на славејот, налани што будат залудени срца, главини и колца. Песната нивна светот ја слуша,
и во мугрите, кога патот, кога татнат возовите, и во стишено пладне, кога жета ги открива сенките, песната го буди ветрот. Чувствувам и аз първо да ви поздравам, да му се благодарам на директорът Стефан Марковски че сте в ни укажа, и да ние вече бъдете да се представиме с ono što работиме и да се представиме с нашето творещо, зборотворещо, кое ще, како што кажа, Стефан гради секогаш приказни, кои што се не допираат до срцето и кои што се многу убави, секоја приказна се надевам дека е убава. Да се заблагодарам и за убавите музички точки не разпеавте. Не разпеавте и мислам самата атмосфера е малку, да речем, поубава и по-благопријатна, да. И јас ќе прочитам една песна, ќе ви се извинам, малку е подолга, меѓутоа се надевам дека ќе биде интересна од моите први книги, Наука филозофија, се вика Само владетел. Драг господине, вашето присуство во мојот личен простор ми прилега како висока подпетица удобно вметната на моето стапало. Ем ме подкрева, ем ме здоволува, ем ме подсетува на клештениот стисок од петицата која упорно го тиранизира гуждот. Драг господине, мојата свест за равнотежата горе-долу одамна е разбудена. Од тогаш, знаете, кога ја бришевме потта на нивите, јас на дедовата, вие на татковата, кога широко беше полето раззеленето, кога погледот беше розов, иако потта ни лутеше под носот и рацете ни беа извалкани со земја. Драг господине, чевлите ни беа доносени и сквасени од росата неудобни и поголеми 2-3 броја, а облеката ни беше преширока и еднолична. На подлактиците си цртавме часовници и плетевме гердани од поливач, гердани што ни носеа голема радост и јадејќи лепче со шеќер се смее. Ах, колку само беше силна смејата! Им ги креваше главите на луѓето околу нас. Лицата ни беа озарени од надеж, а жарчињата во очите само знаеа за патот што ќе го избереме. Драг господине, јас не ги заборавив утрата на нивите, исквасените чевли, едноличната облека, извалканите раце, герданите од боливач, нацртаните часовници. Што направи времето од нас? Што направи моќта од тебе? Драг господине, јас не ги кријам моите родители и денес удобно чекорам во високите подпетици, ги пречекорувам и ги пречекувам утрата во чисти постели. Пребирам по мојата облека што не ќе ја изветвам и одберам светкави гердани кои не носат радост. Ми тежи на раката скапиот часовник покажувајќи 2 времиња. Но јас не заборавив, драг господине, да останам човек, да подадам надеж, да помогнам на патот. Не заборавив да се смејам. А вие, мил мој, се изгубивте во дипломатскиот костум, седејќи во удобните фотеи. Заборавот ви го откинал од умот и воздухот веќе не е тој што беше. Мириса на вашето самовладетелство. Драг господине, кога ги веднете главата и рамениците пред мене, крстот ја носи и поднесува тежината на болката. Ве молам, истапете. Човек со човек видува и само Бог е единствен. Јас сум претежно драмски автор, но пишувам и поезија, автор сум на 20 на збирки песни, а ова е поемата посветена на Ацо Шопов по повод 100 годишнината од раѓањето и да ви кажам искрено, за прв пат ја промовираме овде. До сега, вчера ја зедов од печатница, прва промоција му е овде. Ето тоа.
Ќе ви прочитам едно од 24 пеења, составено од 24 пеења. Се обидов да направам една лирика блиска до Ацо Шопов, затоа и посветена на Ацо Шопов. Еј, девојко, расцвет буде, од бела пена немој да свинеш штом ќе стане жена. Не стивнувај го огнот во тебе што планти, и тоа што се заборава телото го памти. Љубовта е тоа што сама од себе ќе се случи, никогаш не се научува, постојано се учи. Не дозволувај да си ни победник, ни жртва. Љубовта никогаш не е безпомошно мртва. Не е љубов две жедби во едно цело. Не е блуда илузија на тело врз тело, не е ноќ ни месечина што се гризе сама, ни скришен ромор од чаршиска фама. Таа е света тајна што го снажи светот, повеќе од сладост, во нектарот на цветот, таа е редок бисер во сонцето што здрее. Тоа е гласот молчи, а душата пее. Таа е свест што постојано јас, за ти и јас, само во нас, само за нас, како предворје на вечноста, како храм на љубовта и човечноста. Таа е пламен од еден поглед што вивнува и не стивнува. Таа е око што и во темнина зрачи и сети значи, таа е далечина која зближува и раздвижува и загрижува. И ништо нема да се промени сред бура од спомени, зелен ветер и син пламен, бели извори, пенливи води, срце стакло, душа камен, и таа пак ке се роди. Кога ќе дојде денот што се очекува, сама од себе душата се лекува и денот станува некое друго време, повеќе што дава од тоа што ќе го земе, доаѓа како жубор на чудотворна река, преубаво нешто што цел живот се чека. Кога струи во крвта некој таен жубор, тоа треба и мора да е разгор на љубов. Не стивнувај го тој оган што планти, тоа што се заборава телото го памти, ако нешто во тебе боли и тишти, стивни го огнот што расширил крила, тој сам во себе ќе се стиши, кога гневот ќе изгуби сила. Разбуди го во себе городцветот што спие. Неговиот сон е во раскош на цветот. Љубовта не треба и не може да се крие. Таа е кревка, ама сепак го крепи светот. Со љубовта преживуваме и победуваме, од неја крвариме, со неја се повредуваме. Таа е растеж на се што во нас благотроди, корен и стебло на сите идни плородо. Ви благодарам. Јас ќе прочитам кратко извадок од една поема, односно посветата на истата, а се бави со тематиката на бегалците, миграциите, екзилото, на што е актуелно денес, но уствари е секогаш актуелно, бидејќи војни имало секогаш, бегалци имало секогаш, луѓе што страдаат имало секогаш и болката е универзална. Јас ќе прочитам само посветата и крајната песна, кратки се многу за остани дома, за оние што заминуваат од миграцијски причини. Посвета. На протераните од домовите, бегалците од војните, имигрантите без паричници, азилантите по камповите, на моите баби и дедовци кои денес живеат во екзил и од денот кога ја преминаа границата се уште сонуваат дека ќе се вратат назад за да умрат во своите домови. На моите прабаби кои додека беа живи палеа свеќи во црквите за да им е светол патот до облаците кога повторно ќе мора да се селат. На моите прадедовци кои после толку војни и пребегнувања конечно нашле свој дом на небото. На нивните татковци и дедовци кои им ги оставија приказните и семејните митови да се прераскажуваат на разни јазици, па преку нив и тие да живеат во домовите на потомците, во мене, а преку мене и во вас. На сите кои носат товар повеќе од колку што можат да издржат и неуморно одат, на сите кои се двоумат дали да заминат и мислат да ги мачи повеќе од колку болката, на сите кои заминале и не се вратиле. Не заминувај,
остани во својот дом, како во небеско жилиште, остани во својот дом, како трајни во бескрајот, во мојот дом. Ова може владата да ја земи за како мото на крајот, остани во својот дом, која ќе има кампања, да видиме уште колку ќе останеме на следниот попис. За жал, миграциите се толку актуелни и селувањето е на некој начин брутално изживување на малите народи од страна на големите. И станавме еден лавиринт кој се надевам дека некаде тука ќе застане. Дека нема овде да биде празно, а на север да биде полно. Секаде југот бил посиромашен, викаат овие меланхоличните поети. Благодарам и вам на присуството. Сакате? Кој сака книга да? Може да се земе Ако сакате да ви слободно прочитам уште оставија. некоја од поема, али најубаво сами да си прочитам. А? Може да прочитам? Чекай се. Почни први. Ајде вака, да ги сме научила, то чоревме од пишување. Прво ќе ви прочитам посветата кон Нато Шопов. Не знам, јас ли те барав или ти мене ме најде, пред мене ми блесна како волшебен златник, една пролетна вечер пред сонцето да зајде, од тогаш па до денес јас сум ти вечен патник. Нацо Шопов. Сакав од игра да разбудам дете. Да расонам убав сончет ден, детето сон си порасна ете, а јас него го барав севезден. Детето се буди и станува човек. Од сонот што ми подава рака, не може тоа да се молчи довек, ќе проговори кога тогаш, како така. Треба храброст за вистината. И малите херои имаат кариери, тие на својот грб ја носат татковината, а душата им лебди над сите бариери. Во очите им само небото езди. Светлината расте им отвора врати, ко пробиваат сводот од звезди, заднив млечниот пат се злати. Премолчениот збор силата ја губи. Кога мислата силно громогласно збори, тогаш гласот и одгласот стануваат груби. Уште нешто друго би требало да се стори, некој зрак, некој знак, нешто што ќе планте од здивот, куршумот кој ќе се роди живот, штрекната будност рано зори и ќе гори, и ќе гори. Звездите сјаат за тие што сонуваат, сонувачите секога се будни, тие знаат светлината да ја сочуваат, од нивните патишта се незнајно чудни. Трепкаат мистериозно живи, а ние сме си сами криви, што не ги препознаваме и тајните не им ги дознаваме. Тие се премногу светли и јасни, а ние премногу или премалку гласни. Тишината сред небо отвора врати, одгласот во универзумот воздигнува, премолченото од невиден ќе се врати, времето секогаш на време стигнува и дава одговори без да проговори. Телото е жива клетка на темнината, душата е живо тело на светлината, по скалите на времето слегуваме, кога безсилни смогнуваме да преминеме некоја граница, да одминеме некоја станица. Ноќта денот го прогонува, го притиска, го засолнува, некоја друга патека да фати утрото кога назад ќе го врати, ноќта престорена во лична мома, со факелот од љубовта што гори од нигде, никаде ти доаѓа дома, залудно ќе да ја бараш зори. Не барај ги смислата и причината, најкревка од секогаш е убавината, не зајдувај и ти по небиднината, деницата ја разденува иднината, биди одглас на молњата и громот, облакот од некого и нешто се брани, ги заштитува татковината и домот, кога тој ќе стивне, ти простом стани. Благодарам. Доволно ви е слушање. Како сака публиката, да не ве заморуваме, пак сега да паѓаме притисок.
Јас скоро дойдех, така... можеш. Уште една кратка ќе ви прочитам. Молитва е, се вика јазикот. Ајде, исто имаше молитва од Дасос Шопов. Имаше. Молитва на моето Уште тело. има, да. Кои молитви се? Прва, втора, трета четврта, значи на томе се. Јазикот. Или па молитва од Блаженските уште појас. Знаете Има, како? не се сеќам, ама сум на нас Да, да. Молитва има таму од други што ми јас лево ќе стан, десно ќе... Да, накажани и прокажани. Така покажа, некои се задржат како војси и да не тоа. Да. Да. Ова е Тоа е веќе во повторно ангажиране. Јас пишувам на ангажирани теми што го мачат човекот. Добро. Ова е исто така за исчезнувањето на младите, на младежот од Македонија. Прими го ова тешко молчење како молитва пред тебе. Ти што гледаш назад во вековите и напред во времето, запазини го зборот од истребување, скри го некаде меѓу водите, меѓу тишините, да не исчезне со градот и народот и книгите. Ти што го знаеш точниот број на галаксиите и со звездијата и секоја звезда што ја знаеш по име. Преброј ги нашите зборови од прабабите, од бабите, од мајките. Запиши ги во твојот речник на вечноста. Нам отпиши ни од товарот, од бремето, од искушението и простиниот и се ни даде, а ништо не умноживме. Ајде, сега им тежат клепките од страмот, ако воопшто го имаат, темно-виолетов. Телата им се расцепени од стравот како карпи под силен земјотрес и пети што газат камен. Сонцето се раскина, се закачи на копје со жолта звезда на врвот. Дојдоа нови утра со реја од коњски копита и тежок збор што ја заклава ќе распараната утроба. Ја видоизмени родовата именка Македонија. Тупотот нивни ми ја разјадува душата, како прегладнето орлиште кине лакомо одвнатре од целото. Дојдоа нови утра со чакарести очи и растроени погледи. Здиви сонцето, луѓе, кај да фати? Ни нагоре, ни надолу. Се збрелави од болка, зашто грееше толку колена од мајка, за помајка да го укори. Самото кутро не се знае. Сонцето, здиви сонцето во новите утра. Ова е книгата Паница 903, стратегот на Македонскиот универзум, посветена на 120 годишнината од убиството на Гоце Делчев. Корицата е на Сергеј Андреевски, синот на Петрема Андреевски. Ова беше играна на 4 мај сега оваа година во Битола, по повод токму обележувањето на 120 годишнината. Во една од ликовите, има многу ликови, еден од ликовите Димо Хаджидимов. Вие сите знаете, мислам, како загина Гоце Делчев. Овде за прв пат е отворена 6 или 9 предавници кои го предадат. Македонци и албанци. Години претежно долг период ја работев да ги откријам со име и презиме сите. Бидејќи е ова драма во стих, јас си прочитам само од ликот на Димо Хаджидимов едно парче мало и би ја довршиле така, да не ја оптеретуваме. Димо Хаджидимов. Длабоки мисли го плодуваат зборот, јазикот, говорот, словото, сулнив и стиховите си имаат своја татковина. Стратегот. Апостол на универзумот, на големиот сон на македонците, ти беше центар на гравитацијата на сонното.
Ти беше влество над реализмот на вселената на древната земја македонска. Сега, овде со нас остануваат да бдеат само ангелите на храброста и мудроста кои ќе останат во меморијата на потомствата. И пак самракот на гневот опасно загризва во хоризонтот, и пак од сите синори од звернати демони, за кој времето го имаше за навек одговорот. На 70 јазици проговори смртта, 5 вековна темнина, распукот куршумот и нема враќање.